Сметано. Почитувани гости, заменик градоначалничке на општина Делчево, господја Ана Илиевска, почитувана професорке, доктор Велика Стојкова Серафимовска, промотор на монографија, директора на Институтот за фолклор Марко Цепинков, господин Зуран Чумалинов, драги сограѓани. Добре дојдовте на денешната промоција на двојазичната македонско-англиска монографија Ехото на дамарите на пијанчани, Копачката, 10 години од впишувањето на орото Копачката во УНЕСКО, од авторката Ирса Стојановска. Монографијата опфаќа збир на процеси, почнувајќи од самото аплицирање до прогласувањето и одржувањето на орото Копачката како национално и светско културно наследство, регистрирано во УНЕСКО, на репрезентативната листа за нематеријални културни наследства на човештвото. За почеток, наместо да ја презентираме биографијата на авторката, ќе ви укажеме на причините поради кои таа е дел од фолклорната група Копачка село Драмча Делчево и е активен носител на националното и светското нематеријално културно наследство на УНЕСКО, орото Копачката. Така, на свој делчевски диалект таа ќе напише. Има една анекдота што ми ја раскажа татко ми, уроводец од Копачката, Данијел Стојчевски. Јас, сине, 1951 година, кога бех војник у Марибор, еднаш ме одведува на кино. Ја од Ирано стануваме по цел ден, не акаа нагоре, ка почна филмом, јас сам задремал и засанувам како да сам у Драмче. А тапањето, кога лупаа, и трепнувам одеднаш, кога гледам Драмчање игра, ја го имате славе. Верно ли е, не ли е? Кога оно одвелене да гледаме фестивалот до Опатија, они тогај земаа втора награда, радио. На мои 9 години, татко ми Данило и мајка ми Зора беа кумови во лисчарската мала во село Киселица, на Стоил и Рудна. Ние децата порано се тргнавме со баба ми за Качанлиско мало, каде што живеевме. По нас си дојде и дедо ми Јованчо и почна да ја раскажува на баба ми. Вели: Абе тие белчанци играат, Копачката играа, ама и наш Давчо не се дава. И ка видеа дека не можат да го надиграа, едни му фанаа главата, а други му истураа ракија в устата, за да го пијанат, да не ги надигра. Сега ќе го донесат мртов пијан. Длабоко се потресав. Баба ни не легна сите 4 деца, упреку надравениот кревет,
на сламрицата, не покри и ни кажа да спиеме. Мене душата ме болеше за тоа што го слушнав и долго во ноќта липав под волнената черка и така и заспав. Утредента видов дека татко ми е жив. Ете вакви се моите дамари. И токму тука лежи одговорот на прашањето зошто токму јас сум тука, каде што сум, во својство на лидер на драмичката Копачка. Пред очите ми Ничан му вели на татко ми: Чичо! Маленькиот тапан вика ръп-тапаръп, 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 а големио рамт-папа, рамт-папа, рамт-папа. Книгава ја посветувам на мојот татко, проводецот Данило Стојчевски. Од памтивек пијанечкиот регион бил препознат по изvedбата на автохтоното оро од Копачката. Тоа било неодмирни дел од сите куќни и селски забави, собори, крштевки, свадби. Надалеко прочуени по изведбите биле машките изјавljувачи од Белчанско мало село Драмче. Одовде потекнува Димитар Становевски, дедо Митко, најпознатиот проводец на Копачката. Од друга страна пак, со на 20 години раководење на неформалната фолклорна група Копачка од село Драмче, фолклористот Димитар Узунски ги организира, следи, архивира и зачува настапите во земјата и странство. Предавајќи го комплетниот материјал на експертите кои го аплицира и брани орото Копачката во УНЕСКО, рече: ви ги давам срцето и душата. Ако сте жител на пијанец, нека те длабоко во вас бие ритмот на изворната Копачка, зашто со него растете, со него живеете, го слушате, гледате или практикувате на различните народни собери. Тоа е дел од вашиот идентитет, вашите корени. Копачката е ехо на дамарите на жителите на Пијанец. Спишување. Изворената комуникација со државните институции, пред се со Управата за заштита на културното наследство, магистар Ивона Печевска-Татарчевска, потоа и со другите членови на експертскиот тим кој го номинираше и бранеше орото во УНЕСКО, меѓу кои етномузикологот доктор Велика Стојкова Серафимовска, председател на Националниот совет за традиционална музика и танц на ИСТМ, вработена во Институтот за фолклор Марко Цетинков Скопје, и Лидија Тупузовска, генерален секретар на Националната канцеларија за УНЕСКО на Република Македонија, придонесе и покрај забелешките, кои успешно ги отстранивме, апликацијата да ги помине сите скалела, вклучително и гласањето во меѓувладиниот комитет на УНЕСКО. На 27.11.2014 година во Париз, на 18-та пленарна сесија на меѓувладиниот комитет на УНЕСКО за нематеријално културно наследство, беше донесена одлуката за впишување на бисерот Копачка, соборско оро, машко и женско од село Драмче, пијанечки регион, во престижната репрезентативната листа на УНЕСКО за нематеријални културни наследства на човештвото. Од поглавието за реализирани проекти во насока на одржливост на орото Копачката издвојуваме: Соба на Димитар Узунски за културното наследство на Пијанец 2021-2022. Сдруженијето Копачка село Драмче Делчево во својство на носители на овој проект уреди соба на Димитар Узунски во неговата родна куќа во село Трботивиште Делчевско. Незаобиколен е фактот на максималниот придонес во подготовките на собата од страна на самиот народен уметник или пијанечкиот Марко Цетинков, легендата на пијанечкиот фолклор, учителот Узунски,
додека беше уште жив. Не напушти и за жал не дочека со своји очи да го види финалниот изглед на собата, за која мечтаеше и се гледаше себе си како и понатака неуморно работи и трага по изворите на пијанечкиот фолк. Покрај извидувачките работи за прилагодување на собата за таа намена, како и опремувањето со витрини, преградна врата и друго, во собата се уредија неговите лични документи, фотографии, најзначени дипломи, благодарници, признанија, награди, како и неговите ракописи од собирачката фолклорна дејност, собрани во неговите тетарки, а секако овде си неговите инструменти, носијата, машината за пишување и друго. Мрежа на УНЕСКО-ви културни простори 23.3.2022. ЗФГ Копачка села Драмча Делчево бевме вклучени во проектот Мрежа на УНЕСКО-ви културни простори од програмата на Еразмус Плюс. Копачката беше домаќин на 22 странски учесници во проектот од 7 држави, и тоа Латвија, Естонија, Португалија, Грузија, Италија, Хрватска и Македонија. Во својство на носители на нематеријалното културно наследство, уродот Копачката впишана во УНЕСКО, репрезентативната листа за нематеријални културни наследства на човештвото. Ова беше изворена прилика да ги запознаеме странците, научници, етномузиколози, експерти, носители практичари со богато пијанечко културно наследство. Да дзирнаме сега и во поглавјето прослава на јубилеј. Прослава на јубилејот 10 години Копачка во УНЕСКО. Прославата на јубилејот 10 години од впишувањето на орото Копачка во УНЕСКО се одвиваше во периодот од септември-ноември 2024. На 14 октомври со свој концерт настапите на соборот на покров на Пресвета Богородица на местото викана Јазова чука во село Драмче, потенцирајќи го значењето на јубилејот. На 3 ноември ја посетивме спомен собата на Димитар Становевски Дедомитко, ороводецот на Копачката, во Мало Белчанци на село Драмче и на гумното во дворот, кое символично го нарекуваме срцето на Копачка. Нашите членови изведоа концерт на пијанечки изворен фолклор во кој предничи орото Копачката. На 21 ноември организиравме концерт и свечен ручек кај црквата Свети Арангел Михаил во село Драмче во присуство на собајаните, но и на видни гости од фестивалот Јаков од Камена река, меѓу кои доктор Бранимир Светозареви и протојарей господин Марко. На 23 ноември е денот кога во 2021 година, пред 3 години, почина нашиот долгогодишен председател, народниот уметник Димитар Узунски, и затоа на овој датум ја посетивме неговата спомен соба во село Трботивиште, која што ја уредивме во неговата семејна куќа со субвенција од Министерството за култура, и во дворот одржавме свечен концерт на ора и песни од пијаници. Од поглавјето најзначајни настапи во странство издвојуваме Словачка Терхова 2017. Македонија преку Копачката и Гласоечко се мапираше на светските листи на нематеријално движно културно наследство на УНЕСКО. Орото Копачката е на репрезентативната, а пак Гласоечкото пеење и на урикентната листа. Носителите на двете национални светски културни наследства ЗФГ Копачка села Драмча Делчево и триото Гавровски Тетово од 3 до 8 август и магистер Ивона Опичевска-Татарчевска од Управата за заштита на културното наследство ја представуваа Македонија на 55-тиот регионален меѓународен фолклорен фестивал Јанушикови винови во Терхова, Словачка, посветен на впишани светски културни наследства во УНЕСКО. Нашето представување се состоеше од 3 настапи во Терхова, и тоа на гала концертот во амфитеатарот од Бурим, во црквата Свети Кирил и Методи и на една од споредните сцени во градот. Меѓународниот фолклорен фестивал Мелешево пее и танцува
Микрево, општина Струмјани, Бугарија, 4.10.2024. Доделена ми е прва награда за изведа на автентичен фолклор на 19-тиот меѓународен фолклорен фестивал Малешево пее и танцува Микрево, општина Струмјани, Бугарија. Со езгијата на тапаните, со ритмите на пејаничкиот изворен фолклор и исполнувањето на ората циганчица со женска изведба и ситно и копачка со мажите, ја пленивме публиката на 90-тиот меѓународен фолклорен фестивал Малешево пее и танцува во Микрево, Струмјани, Република Бугарија. За прв пат настапуваме на овој фестивал и им благодариме на организаторите на фестивалот за поканата и изворената организација на во престижно меѓународно случување. Задоволството и предизвикот се дотолку поголеми за нас, што ни се даде можност и овде да ги грмнеме тапаните на оваа наша пијанечка тапанчиска симфонија. И овде да се доживее копачката, која представува ехо на дамарите на жителите од Пијанец. Одекнаа тапаните што ја раскажуваат приказната за ово фолклорно добро копачката, која е национално, но и светско културно наследство на УНЕСКО. Од поглавието најзначајни настап во земјата истојуваме со плакета чувари на изворната традиција од МФНМ Прображање Вевчани 19.8.2023. Единствената награда, плакета чувари на изворната традиција од 13-тиот фестивал на народна култура Прображање Вевчани, ни припадна нам, на членовите на ЗФГ Копачка село Драмче Делчево, за изведбата на 20-минутниот концерт на пијанички изворен фолклор. Горди сме што со успех промотивно ги изведовме обичајот четвари и уроводната песна "Сношти е стојна доведена", водени од вокалната изведба на Вида Илиевска, и ја почувствувавме енергијата на возбуденост и воодушевеност со кои не следеше публиката, меѓу кои и организаторите на фестивалот Кут Дримко Вевчани и стручниот совет на фестивалот. Се играа и се надигруваа жените и мажите, изведувајќи ги пијаничките писари ората ситно и копачката. Гран При Тодорица 2025. Освојувајќи ја Гран При наградата, како и наградата за најдобра сценска изvedба, членовите на ЗФГ Копачка, село Драмче Делчево, со нескриени, весели емоции се вратија од меѓународниот фолклорен фестивал Тодорица 2025, што се одржа на 8.3.2025 во Свети Николе. Со бурни аплаузи, публиката го поздрави нашето представување, кое се состоеше од Обичај Тодоровден, во кој сцената ја претворивме во собориште на старовременски пијанички собор за православниот празник Тодоровден, а во позадина се пиеше песната Тодора млада невеста. Неколкуте млади невести од селото што се омажиле во претходната година, со своите свекарви ги подредија колаците од пугачи и баници. Деспието се одвиваше според стиховите што се пеат во песната. Во заклучокот на монографијата стои: Копачката не е само оро. Таа е ехото на дамарите на пијанчани, пулсот што декнува низ времето, низ село Драмче, низ Пијанец и низ срцето на цела Македонија. Со впишувањето на ова оро во репрезентативната листа на нематеријално културно наследство на човештвото на УНЕСКО и истовремено негово прогласување за национално културно наследство пред 10 години, беше официјално призната неговата исклучителна вредност и за светот и за нашата држава. Но признанието е само почетот. Овие 10 години беа време на неуморно негување, оживување и промоција на копачката, а за тоа најголема заслуга имаат носителите, пратичари на Сдруженијето на Копачка од село Драмче Делчево. Тие се столбот на ова живо наследство, луѓе кои со љубов и посветеност ја пренесуваат традицијата од колено на колено, чувајќи ја нејзината автентичност, изворност и дух. Копачката не е сценски производ, таа е жив фолклорен израз,
што уште се практикува во автентична форма на традиционалните собори во Драмче, каде што се уште се слуша тапанот, се уште се чувствува даморот и се уште се игра со душа и ја прави уникатна и длабоко вкоренета во земјицата. Сепак и покрај двете високи признавија, национално, меѓународно, просторно прашање на носителите практичари останува нерешено. Недостигот од соодветен простор за пробив, чување на носи и презентација не само што ја отежува работата, туку ја загрозува можноста за одржлив развој и долгорочно зачувување на ова наследство. Потребна е итна институционална поддршка за да се создадат услови достојни за едно културно богатство со ваков ранг. Ехото на дамарите на пијанчани не смее да замолкне. Нашата обврска како земјица, институции и народ е да го зајакнеме, да го негуваме и да му возможиме иднина, затоа што копачката не е само танц, таа е седлошто за идентитетот, историјата и духовната сила на еден народ, што ме да ја претвори традицијата во вечен символ. И од моја страна би кажат, јас сум пресреќен за овие 10 години што постои копачката како културно наследство во УНЕСКО, колку што постои копачката, јас по толку пати сум среќен што сум дел од оваа програма и што знам дека копачката е наследство на УНЕСКО. И благодарам што ме поканите и да сте среќни за оваа програма. Сега имам чест и задоволство да ја поканам професор доктор Велика Стојкова Серафимовска да зема збор и да ја промовира монографијата. Добар ден на сите. Благодарам многу за вовидниот дел и мене ми е, не знам како да кажам, не е ова само чест, ова е посебно чувство да сме тука и особено да сме 10 години после тој специјален момент кој што сите заедно чинам го доживеавме едни во Париз, други тука во Делчево, но она што мене ми е навистина чест да ја промовирам, да го промовирам ова издание, особено затоа што се јавува како автор, мислам за прв пат, госпоѓа Пирса Стојановска, која се заклучува еден аплодис, која што е многу заслужна за овие 10 години и на која што јас мислам дека и кажав еднаш дека џабе ќе беше целата работа ако не беше Перс. Тоа е факт. Тоа не е еден голем факт. Почитувани пијанчани, делчевци од овој прекрасен регион, јас имам потекло од Малешевијата, така да се чувствувам како дома секогаш кога сум тука. Копачката не е само овие 10 години, знаем, овие 10 години е на листата на УНЕСКО, но копачката постои со илјадници, со стотици години. И оно што е најголемата заслуга и најголемиот успех е тоа што и вие денеска и се уште ја гледаме дека се игра. А за тоа заслужни сте само вие, граѓаните на Делчево, на Пијанец, тие кои што играат копачката, тие кои што ја раскажуваат, кои што ја пренесуваат, затоа што оваа приказна не започна пред 10 години, оваа приказна е започната многу одамна. Сите вие сте дел од тој мозаик, секој кој што настапува, кој што ја гледа, кој што ја слуша, кој што ја пренесува копачката, и не само копачката, туку се друго кој што го има како фолклор во пијаничкиот регион, сите вие сте дел од овој мозаик, па и ние сте дел од овој мозаик, кој што ја чува и ја продолжува таа прекрасна приказна која што е дел од нашиот идентитет. Дали е тоа локален или е национален, но тоа е дел од нашиот идентитет. Јас се сеќавам некаде во овие отпишани патувања на кои што и јас бев со вас и еднаш разговаравме со најмладиот член и се сеќавам кој беше. И него го прашав чија е копачката, а тој ми вели прво е моја, па после е на сите други. На УНЕСКО на крај. Значи мислам дека тој кажа најголемата вистина.
Ние прославуваме 10 години од спишувањето на Копачката, но прославуваме практично едно светско признание за вас, за овој регион, за играорците и за свирачите, и за играорките, и за тапанџиите, и за сите. И се сеќавам дека таа 2014 година, во декември, кога и пишавме на Перса, готово влезе, а ние бевме толку возбудени, јас, иако беше второ добро од Македонија, првото беше 40 од Штип, но ова беше посебно доживување за нас. Знам дека истата вечер тука лупаат тупаните, чукаат тупаните и во Делчево. И од тогаш, како да се даде рака еден нов живот на Копачката, бидејќи според ова што го гледаме од книгата, Перса и сите членови на Сдруженијето Копачка направија уште многу други работи. Не беше ова само машката Копачка. Туку гледаме дека и женската се обновила и сега е жива, здрава, дури прекрасно пренесена на помлади генерации, како што гледам. Вие направивте проекти кои што беа навистина примери за нас, да речам експертите, да речам етномузиколозите, етнокореолозите, бидејќи не ги правевте проектите од никаква материјална потреба, туку од потреба да го истражите целиот пијанички фолклор, од потреба да кажете дека не е само Копачката, туку има и друго, па така направивте мапирање на тамбури, мапирање на проекти кои што се за младите кои што се однесуваат, проекти кои што беа спомнати како дел спомен собите и на Дедо Митко и на почитувањето Узунски. Снимивте и кратки документарци, учествувавте и во современи културни уметнички форми како дел од традиционалното наследство. Тоа е треба сите вие граѓани на Делчево и на Пијанец да бидете горди, затоа што тоа не дојде од Министерството за култура, тоа дојде од вас и тоа е една многу убава иницијатива и тоа значи дека сите заедно сме на одличен пат ова да продолжи уште 100 години, уште 200 години понатаму, додека има луѓе, додека се игра, додека се свири. Оваа книга покажува една посветеност, голема посветеност од страна на носителите на ова нематеријално културно добро. Не е само документирањето, Димитар Узунски нас ни даде еден толкав материјал куп и рече ова е мојот живот и ова е животот на Копачката. Но доколку не беше Перса да ја работи целата таа работа, доколку не беше Перса да ја одржува групата Копачка, целиот тој материјал на Узунски ќе беше за џабе. И оние спомен соби ќе беа за џабе. Јасно ми е, не сакам да должам многу, имаме многу да збориме, но не сакам да должам многу. Јас повеќе сакам да испратам еден апел до сите вас. Бидејќи се радувам кога ќе видам млади табанџи, се радувам кога ќе видам млади играорци, млади играорки. Тоа е за голема радост. Но исто така и се плашам дека тие ќе заминат, па ќе нема други кои што ќе бидат заинтересирани, но гледам дека има. Секоја година тој справи, секоја година прашувам Перса, имаш деца? Имам. Ќе се најде некој. Добро. Перса, имаш деца? Имам. Значи тоа е многу важно да се пренесува и да живее понатаму. Но предизвикот е голем и ние се обидуваме да речеме и од горе и од таа некоја институционална поддршка да обезбедиме простор за Копачката. Бидејќи не се само тие што играат Копачката во приказната, не само Копачката и сите други што ги пеат песните, што ги играат други тори, што ги свират инструментите, што ги изработуваат носиите. Тоа е целата приказна. На вам ви треба еден простор, ви треба еден дом, треба една куќа на Копачката. Веќе неколку години разговараме за тоа и се надевам дека ќе има слух. Мислам дека се мрднуваат работите малку на позитивно, дека сепак ќе се направи тој еден простор кој што ќе биде само за вас и за никој друг за вас, и каде што ќе се негуваат и песните, и приказните, и поговорките, и обичаите, и носиите, па и ората, па и инструментите, па и се она што за вас значи фолклор. Бидејќи да не заборавиме, па ќе кажам, како рече, Копачката е прво моја, после на Македонија, на крај на УНЕСКО. Тоа што е ваша и наша, никош не треба се заборави, но затоа треба заедно да работиме, од една страна вие, од друга страна општината, од трета државата, за сето ова да биде една
да продолжи да биде една успешна приказна. Перса, многу голема благодарност лично од мене за сето ова што го правиш. Ние, како рековме директорот, имаме 10 перси, Македонија е спасена. Односно фолклорот во Македонија ќе биде спасен, очуван, одржан и пренесен, што е најважно. Јас сакам да упатаме на голема благодарност и голема честитка, затоа што ја имаше твојата прва книга и се надевам дека ова ќе биде поттик за сите вас да продолжите да го чувате фолклорот на пијанец. Гледам млади, веруете, многу е убаво кога го играте своето, кога го пеете своето, никој немаше тоа да го земе. Чувајте го, пренесувајте го и нека живее уште многу години и децени и векови целиот фолклор. Ви благодарам. Сега го поканувам директорот на Институтот за фолклор, професор доктор Зоран Чомалинов, да земе збор и да го поздрави овој настан. Добар ден на сите присутни во салата, како што рече колешката велика Стојко Серафимовска, Чевчани, Пијанчани, сите македонци од цела Македонија што дошли овде. Ова е голем ден не само за Делчо, за Трамче, за Пијанец, ова е голем дел за Македонија и кој што рекохме и за целото човештво. Јас како дел од екипата што ја подготвувавме Копачката и не само Копачката, тука беа и Штипското четвртсе и Гласоечко, првите три културни добра нематериални од Македонија што ги аплициравме пред структурите на УНЕСКО. Ќе кажев моето, значи Штипското четвртсе беше првото кој што спомна колешката велика, второто беше Копачката. Идејќи нааму кон Делчо со колешката велика, реков, јас не сум задоволен од моите Штипени како го третираат, како го негуваат обичајот четвртсе, бидејќи тој се одржал само од себе. Секој година се качуваат на 22 март Штипени, но пример за тоа како треба да се негува една култура до нематериална култура. Тоа е Копачката, Перса Стојановска и да не го забораваме колегата Димитар Зунски, мојот информатор и во магистерскиот труд и во докторската дисертација, кој што беше мој личен пријател. И нормално тука да Домитко Соколот од Трамче да не го забораваме. Тие тројцата се синонимот за Копачката, за успехот, за не само Македонија што дозна за Копачката, туку и цел свет дозна за Копачката. И не случајно колешката велика Стојко Серафимовска спомна пред некој минут овде да имаме 10 вакви активисти као Перса, да ги имаме во Дони Полот за Гласоечкото, да ги имаме во сите други делови на Македонија, да имаме некои така ангажирани во Вевчани, луѓе што знаат што значи фолклор, културно добро, што знаат како да го негуваат, да го презентираат, но ќе упатам еден апел до локалната самоуправа овде, бидејќи слушам дека заменик градоначалничката била овде, не го гледам градоначалникот за жал. Општина Делчево, бидејќи село Трамче спаѓа во општина Делчево, може подитно, заедно со структурите на државната власт, Министерството за култура и туризам, сите институции што можат да помогнат, подитно да се формира не спомен дом Астон, да се вика спомен дом Копачката треба да имаме. Значи, Астон секој чест, Астон си е за цела Македонија, но за Делчево може подитно да се направи еден центар што ќе се негува пијанечкиот фолклор. Еве пред некоја недела, месец дена имавме во Крио Паланка промоција на книга зборник за фолклорот и етнологијата во Крио Паланечко. Во Кратово сум промовирал десетици книги. Еве овде во Делчево сме исто така да дадеме подршка на монографијата на колешката Перса Стојановска за незиното видување на патот на Копачката од Трамче и Делчево до Париз и цел свет.
Значи, мора да имаме луѓе што ќе дават поддршка, не само морална, мора да има и финансиска поддршка. Бидете гори пијанчани, гори довчевчани, значи, како што Копачката е символот на пијанец. Само да ви кажам, например, галичани железни опинци облекоа за да го воздигнат тешкото и галичката свадба да го дотера до УНЕСКО, не успеа. Пијанец Делчево Трамче може да се горде со својата Копачка, уште много благодарам уште за поканата и вие сте силата што ќе натера општината и државата да издвои пари за Копачката култура, нематеријално средство. Благодарам. Сега ќе поканам авторката на монографијата, мојата драга мајка, Ириса Стојановска, да ви се обрати. Почитувани, неискрено ви благодарам за приемчивоста на овој мој труд. Искажувам благодарност до Министерството за култура и туризам, сектор за заштита на културното наследство, Оделение за нематеријално културно наследство за субвенционирањето на овој проект. Благодарност голема до мојот стручен соработник, професор доктор Велика Стојкова Серафимовска, за целиот овој процес од ракопис до книга да протече во благопријатна и мирна атмосфера. Благодарност голема, благодарност измерна до мојот сопруг Никола Стојмирски, до моите деца Дејан и Зорица, со нивните семејства, за поддршката и трпението што го имаа во моментите кога им треба, а не можев да им бидам при рака, од презафатеноста со активностите со Копачката. Ова е ваш труд, семејство мое драго, благодарам. Благодарност голема, неизмерна благодарност на членовите на фолклорната група Копачка село Трамче Делчево, кои после секој наш настан или било каква наша активност ми придувате и ме фалите едноставно дека си ја знам работата и да туркам и да се држам и да врвиме напред сите заедно. Благодарам. Благодарам на професор Доне Донев, кој ни допатува од Кочани за оваа прилика, за да го презентира исказот на мојот татко и покрај тоа и покрај другите содржини, како и на мојата ќерка, актерката Зорица Нушева, за нивното модерирање и прекрасно презентирање на деловите од книгата. Вашата поддршка и ентузијазам ми значат многу. Благодарност голема до сите вас. Уважени гости, кои допринесохте овој настан да го достигне заслуженото ниво. Благодарам на директорот на Институтот за фолклор Марко Цепенко Скопје, што еве денеска не уважи да присуствува на овој настан. Материјалот собран во страниците на оваа монографија представува краток избор од најзначаните настани во 10 години од регистрирањето на ловото Копачката како дел од националното и светското културно наследство на УНЕСКО. Документарниот материјал е внимателно сачуван од моја страна во архивата на Сдруженијето Фолклорна група Копачка од село Трамче Делчево
и исто така е одбран, обработен, надополнен и прилагоден за днес во оваа монографија. Ви посакувам пријатни мигови поминати низ страниците на оваа книга. Благодарам. На крајот на овој официјален дел од промоцијата, би сакала да ви се заблагодарам за присуството и за вниманието со кое наследовте. Ве поканувам да си купите примерок, бидејќи книгата е вечен дар што можете да си го приуштите и да го пренесувате на следните генерации. Воедно подготвивме и скромен етно коктел, па може заедно да се почистиме и уживаме во држењето. Довидување до следните вакви и слични настави и секој добро. Ja,